И премиерот и вице-премиерот се согласуваат дека обвинителството треба да истражи дали има простор за кривична одговорност кај раководството на Државниот завод за статистика, кој спроведе попис врз основа на методологија која вчера ја укина Уставниот суд. Треба да даде отчет за кршење на Уставот и законот. Очекуваме коментари од пеналистите за неговата кривична одговорност поради сврзаниот подпис таму. Врз основа на резултатите од последниот попис, 14 општини кај кои има значително намалување на бројот на резидентното население, по овие избори ќе имаат и помал број на советници. Најкарактеристичен пример е општина Гостивар, каде што ќе има 8 советници помалку. Од 85.000, според податоците од овој попис, има 59.000 резидентно население, врз основа на тие толка број на советници ќе има. И нели се бориме да го намалуваме бројот на, што би рекла јавноста, џабеле бојадаци и функционери, политичари. Нели се обидуваме, или се не чини тоа? Сега и тоа не чини, така? Ама 100 стапа по ту грб не болат. Епа не може така, се немојте да бидеме лицемерни. Премиерот вели дека одлуката на Уставен во моментов не менува ништо, а за новата уставна методологија ќе треба да се чека следниот редовен попис кој би се одржал за 6 до 7 години. За обвинувањата на ДУИ дека на диаспората и се одзема правото на глас на изборите, премиерот уште еднаш ја повтори својата понуда: брз електронски попис и една изборна единица. Најбрзо што можеме да направиме е електронски попис според правилата на Евростат, а тоа се знае како се прави, имаме 10 референтни бази на податоци, тие се вкрстуваат, даваат податок и има одредени, да речеме, параметри кои што не можат преку вкрстување, отприлика тоа се негде 10%, тие теренски се посетуваат, домови и домаќинства. Така функционира според Евростат и насекаде во Европа. И вториот мој дел беше, бидејќи да не оспоруваме правото на диаспората, како што некој вели дека го оспоруваме правото да гласа, еве дајте една изборна единица и сите гласови да се собираат во таа изборна една единица. Уставниот суд вчера донесе одлука со која ја укина методологијата која го делеше населението на резидентно и нерезидентно. Укинувачката одлука значи дека од следниот попис нема да смее да се пребројува нерезидентното население и сите попишани граѓани ќе бидат во иста категорија. Александар Спасовски, Сител телевизија.